Идејата на партиите е да можат да ги пренесуваат своите активности, но и залагања кои што ги прават токму за граѓаните и за тие кои што се нивни следбеници, сегашни можеби итни гласачи. Во тој поглед, голем дел од партиите токму младите ги ставаат во фокусот, но што значи ставањето на младите во фокусот од аспект на политика, од аспект на политичка партија и особено кога станува збор за една специфична област, а таа специфична област се однесува токму на зелените политики. Разговараме баш со председателот на МОДОМ или на младинската организација на партијата ДОМ, Александар Пандиловски. Александар, добре дојде. Добре најдов, благодарам на поканата овде. Да, се надевам дека ова искуство преку подкастите од старт веќе не насочува повеќе кон помладите, со оглед на тоа дека изразите на традиционалните медиуми како што се телевизија, радио, вестници тоа веќе никој не чита, така што мислам дека ова е правиот вистинскиот начин. Александар, не ти пречи ако на ти преминеме во комуникацијата. Ајде прво да им објасниме воопшто што е МОДОМ и кои се целите на МОДОМ. МОДОМ, како што и самиот спомна Огнен, да преминеме на ти, е младинска организација на политичката партија ДОМ. Целта на МОДОМ е да ги спроведе младинските политики на политичката партија, што ги засега директно и се засегнати младите луѓе од државата, кои што ги представуваат и ги поставуваат прашањата и да го пренесуваат гласот на младите луѓе внатре во партијата, заеднички со нивните потреби, нивните секојдневни проблеми со кои што се соочуваат и пренесуваме дел и даваме предлози за дел од некои решенија за нивните проблеми. Младинската организација на ДОМ е дел од Европското семејство од Federation of Young European Greens, кај што сме полноправна членка. И така да во соработка и со нив работиме на многу проекти, на едукација, на доедукација и на заеднички проекти кои што ги директно засегаат младите луѓе. Кажи ми, Александар, што ти текна да се занимаваш со политика? Зошто воопшто стана член на партија? Реално, пред едно 13 години, некој да ми спомнеше дека ќе бидам дел од политичка партија, немаше да верувам. Но во тоа време почнав малку да се занимавам со обновливите извори на енергија, кои што се од огромна важност за климатските промени и за животната средина. И од тука полека почнав да навлегувам во суштината што уствари е потребно и што недостасува во нашето општество тука, за да изградиме едно еднакво и чиста животна средина за сите во Македонија, поради тоа што кај нас претежно и самите гледаме дека екологијата не ни е баш на завидно ниво. И од тука почнав да навлегувам малку подетално во проблемите, со еколошките проблеми во нашата држава и од таму дојде желбата да принесам нешто со своето знаење, со своето искуство и со борбата да придонесеме за нешто, да придонесам лично за некаква си промена. Кога веќе си размислувал, например, дека еве сакаш да се активираш на некаква форма политички, бидејќи веројатно си сватил низ овие истражувања дека политички мора некои работи да се истуркаат кај нас, законски регулативи и слично, дали е подобро однатре преку структурирани форми да се влијае или пак однадвор? Однадвор изгледа многу полесно, а реално поради тоа што кај нас, посебно во нашето општество, кога ќе се спомне политиката, автоматски се ствара било каква апатија од младите луѓе и од повозрастните, од целото општество, дека политиката е како нешто најлошо што може да се случи, како со политика не може да не е асоцирана ништо честно на некаква си честна работа, за жал. Поради тоа што таквата слика е градена низ годините и таквата слика и денеска преовладува и кај младите и кај повозрастните луѓе, претежно. Така да многу полесно изгледа од надвор кога ќе ја гледаш ситуацијата, како што ова може да се реши на многу едноставен и лесен начин, но кога ќе навлезеш натре во лавиринтите, низ политичките решенија, низ законски регулативи е многу покомплицирано и бара многу повеќе работа околу тоа. Дали имаше моменти каде што си велеше, ајде што барам сега јас во партија, млад човек, па ќе се занимавам со партија? Многу пати.
се имам запрашано со истото прашање и од лично сам себе, но и лично и од околината околу мене. А другите ти велеле, што бараш? Баш тоа е истото прашање. Што бараш во партија, што бараш во политика? Ти знаеш и тоа што значи, ти автоматски нешто, како нешто од најлошо да нешто што се случува, да е, но во суштина и не е така лошо, иако лично сам себе сум се довел да го поставам тоа прашање зошто, кога ќе најдеш на потешкотиите на некои многу лесни едноставни решенија кои што се многу закомплицирани, кои што барат многу труд и вложување и трпение за да се истерат до крај. Зошто дом? Зошто од сите партии дом? Дом, првенствено од сите политички партии, поради тоа што Дом ја пронедов лично сам како единствена политичка партија која навистина се грижи за животната средина, навистина се грижи за човековите права, каде што навистина се отвора дебата внатре, каде што претходно не знаев, но кога уште првиот пат кога пристапив на првиот состанок, видов дека има дебатирање врз основа на разноразни теми кои што ги засекаат сите граѓани, каде што отворено ги се слуша гласот, отворено се прават решенија на тоа да допрениот глас и отворено се дебатира за можни решенија на тие проблеми кои што се. И од тука уште повеќе до онака како добив некаква си желба да пристапам уште подлабоко спрема политичката партија. Откако влезе во партија, откако почна да бидеш поактивен, дали можеби потоа на твоите врсници со кои што комуницираш и слично, почна да им објаснуваш дека тоа што го гледаш одстрана како чувство дека партијата е некој баук таму, па сега нема што да се занимаваш, дали почна да им објаснуваш малку повеќе дека на тој начин многу ефективно се спроведуваат одредени политики кои што се во интереси на младите? Нормално дека да, но сепак сето тоа објаснување на почетокот се прифаќа као резерва, со неверување, као да, сигурно е така, да беше така, досега немаше да се наоѓаме во оваа ситуација сега, кај што сме, по било какви прашања, но со текот на времето, како што подетално го правиме муабетот и подетално на разноразни теми разговараме, тогаш и ја разбираат проблематиката до кој степен се наоѓа и дека не е се така како што изгледа од надвор и дека не е се така како што е представено. Но сепак стварно повеќе од 30 години во Македонија се ствара таа некаква си слика за одбивност према политиката и со доза на неверување. Со прифаќање на било каква тема за разговор е со доза на страв и со доза на резерва се прифатени. Дали бидејќи младите денес имаат идеја како што е брз животот на социјалните мрежи, како што се брзи достапностите до сите информации, до се што ви треба, на тој начин очекуваат дека се решаваат и државните прашања, на тој начин очекуваат дека се решаваат и законските прашања. Но за некои работи да можат да бидат завршени и стуркани, како да речеме одредени измени на закони, што се однесуваат на животната средина, климатските промени, се разбира треба и една мудра политика. Дали, например, кога разговараш, да речеме, со младите луѓе, тоа го сваќаат со текот на времето? Младите луѓе со текот на времето, многу е добро прашањето, поради тоа што младите луѓе го сваќаат кога се објаснува, но сепак кога ќе стигне до сегментот дека е политичко прашање или дека политиката е инволвирана или е вмешана во решение на тоа прашање, автоматски се прифаќа со доза на резерва и со доза на страв. Поради тоа што се повеќе и повеќе ги разбира младите луѓе, не сакаат да бидат дел од никакво политичко движење, тука се да дадат предлог, тука се да сослушаат, тука се да помогнат во било какво, дали е содавање на совет, дали во организирање на некакви си акции или нешто слично, се тука да помогнат, да се инволвираат, да се вложат, но по никој случај не сакаат да бидат политички инволвирани. Баш од таа слика, што цело време ја зборувам дека е некако представена и младите луѓе воопшто и ги разбирам од некоја страна, дека не сакаат да бидат дел од никакво политичко движење. Како ги ангажирате вие младите луѓе преку МОДОМ? Преку МОДОМ, првенствено, јас лично, кога разговарам со младите луѓе, првенствено од нив не ни барам да бидат член на политичка партија или член на партиски подмладок на партијата. Со искрен пристап и со реални прашања, со реални проблеми, да повеќето младите луѓе денеска многу сакаат да бидат слушнати. Тоа им фали, поради тоа што со текот на годините се научени дека некој друг да им го диктира темпото цело време по кое што и патеката по која што ќе се движат.
А со искрениот пристап, кога ќе пристапиш кон некој млад човек и кој ќе го прашаш, абе што мислиш сега за решение или каков проблем имаш? И сега кога ќе го кажеш неговиот проблем, па што мислиш дека е решението на тој проблем? Со самата интеракција помеѓу нас се ствара некаква си доза на доверба и се до моментот, ако се спомне политичката како политичка партија, тогаш автоматски сето тоа пак се ствара таа некава си бариера, дистанца помеѓу. Така да лично јас, кога разговарам со младите луѓе, останувам на тоа да ги сослушам проблемите, да ги послушам решенијата и да ги поканам да дојдат да ги презентираат тие решенија пред остатокот од младинските партии, посебно кај нас у дом, у МОДОМ, за да дојдат реално да ги представат проблемите, реално да ги представат решенијата кои што тие мислат дека се, реално да разговараме на таа тема, без директно да побараме од нив да бидат инволвирани како дел од политичка партија. Како, да речеме, дом, главно, и МОДОМ по-специфично, ги балансира барањата на младите, а по однос на политиките на партијата? Па, досега, реално да бидам, не сме имале никаков проблем во однос на презентација на младинските политики пред сениорите, ако може така да ги наречам, од политичката партија, поради тоа што првенствено на нашите состаноци, без разлика кои што ги имаме редовно на месечно, на неделно ниво, кога ќе излезат некакви си идеи, теми, без разлика дали е да подготвување на програма, дали е за некои секојдневни проблеми или нешто слично, кога ги разговараме тие проблеми, кога ќе ги презентираме пред сениорите, никогаш не сме наишли на осуда, зошто, како, кој го кажа тоа, или иако се апропо политиките, него секој пат сме наишли на отворени врати и на отворен диалог, каде што разговараме добро, зошто мислите така, зошто мислите дека тоа е проблемот, зошто е добро, ајде да поработиме како да го решиме тоа. Така да од таа страна сум многу задоволен поради тоа што имаме разбирање и огромна поддршка од сениорите. Денес младите се интересираат, можеби најмногу од сите генерации досега се интересираат за животната средина и за климатските промени. И тоа се едни од клучните теми. Зборуваме од најмлади кои што се наоѓаат во првите години на основното образование, па се до тинејџери кои што се во средното образование. Тие луѓе, кога ќе стигнат до години каде што можат да бидат дел од партија, дали во комуникацијата со нив можеби најмногу гледаат соработници баш кај вас? За поздравување тоа што посебно во последниве години, дека едукацијата за заштита на животната средина и на климатските промени уште од најрана возраст, веќе во учебниците од прво, второ оделение, веќе децава се запознаваат што значи животна средина, што е климатски промени, како се селектира ѓубрево, како се отпадот, како се значи се едуцираат многу порано од што претходно што било. Така да веќе тие генерации, како што поминуваат низ тој образовен систем, се очекува да ја променат и онака лошата слика која што веќе ние и нашите претходници ја имаме оставено на нив. Но сепак се постои некаков си друг проблем, посебно во образовниот систем, каде што голем проблем се случува тоа што сега пример за основните училишта, кога ги спомнав уште од најрана возраст, уште од прво оделение до седмо оделение во моментот деца учат од 3 различни програми, која што малтене и да немаат никаква допирна точка помеѓу себе и свесно или несвесно тие генерации не се доволно спремни за продолжување на средното образование, за продолжување на својата едукација. И сега, тие за помладиве генерации, да се навратиме назад, кои што веќе од сега се едуцираат за значењето на животната средина и што значат климатските промени, нормално е дека ќе очекуваме од нив, ако ништо друго, бар да ја продолжат таа борба за да до достигнување до крајниот резултат кој што се очекува да биде, бар да не ги прават истите грешки што ние ги имаме правено сега. Во однос на тоа ме интересира како партија, да речеме, планирате да им овозможите на младите своите идеали за зелените политики, за животната средина, за борбата против климатските промени, да ги спроведуваат, значи да помагаат да се остваруваат. Секој пат реално за кај нас
кога и да младите луѓе, кога и да почнат да зборат дека имаат некаква си идеја за без разлика дали се станува за животна средина, за човекови права или нешто, слично секој пат доаѓа до ситуација, ама знаете ли што ние имаме проблем со финансиите, како би го истуркале тоа, а сега ние како политичка партија или како политичка организација не можеме тоа да им го возможиме на никој начин. Единствено само ние што можеме да направиме тие нивни предлози, идеи и стратегии некои што ги имаат, да ги презентираме натре во партијата, па преку нашите представници натре во институциите, да помогнеме на некаков си начин тоа да се мрдне од некаква си мртва точка, за која што станува збор. Само на тој начин ние може да им помогнеме на нив, или за да ги пренесеме, како да бидеме гласноговорници на тие нивни идеи, на тие нивни предлози што ги имаат, за да ги пренесеме до местото кај што треба да бидат слушнати, за да некој реагира, за да ги спроведе. Колку е важно образованието за животната средина во однос на формирање практично на идните генерации од каде што треба да произлезат идни политичари, идни активисти, идни луѓе кои што ќе се занимаваат со законска легислатива, кои што ќе креираат политики идните граѓани? Ајде ќе почнам од почеток. Слободно. Така најмногу сакам. Огнен, види вака, значи кај нас пред се ние днес сме зрело општество за да изградиме млади луѓе кои што по завршување или по наполнување на своите 18 години, каде што го остваруваат и своето законско право за гласање, не градиме кадри, немаме израснато млади лица кои што се веќе зрели за било какви промени. Зошто го зборам тоа? Поради тоа што ќе започнам од почетокот. Уште за запишување на деца во градинка кога ќе дојдат, капацитетот на градинките, не само во Скопје, ни целата држава, е катастрофален. Мислам, ако не се лажам, дека само Кавадарци дека го има решено тој проблем, додека остатокот од државата е катастрофа. Малте не родителите врски фаќаат како да ги вработуваат децата во градинка, не да ги запишат во градинка за да го вклучи да биде дел од образовен процес. Тука не запира ни тоа. На основните и средните училишта, како што раснат низ годините, кои што го поминуваат, ја искрено да ги сматрам и лично мое мислење ќе кажам се беди јада. Поради тоа што условите во кои што се учите и основните училишта и во средните училишта се катастрофални. Втора работа, директорите на тие училишта, без разлика какви и да се, тоа јас полно пати на нашите работилници, нашите застаноци викам како да отиде да проси по другите странски фондови или по другите фондации, каде што ќе може да испроси барем било каков денар за реновирање на тоа училиште, за да овозможи општи потреби на учениците, за да можат да извршуваат настава во тоа училиште. Веќе во средните училишта, како што раснат децава, се ствара апатија и спрема политиката, и спрема општеството. И малтене ми беше многу интересно, баш пред некој време прочитав, имаше анкета направено во старосна граница од 11 до 15 години. Дали колку децава се задоволни од условите во кои што учат и од околината околу нив, фактички од општеството во кое што живеат. На 11 години, мислам, ако не се лажам, нешто по околу 80% од луѓево, од младиве деца, беа задоволни као и од условите во училиштата, и од наставниот кадар, и од општеството, и од околината околу нив. Веќе на 13 години тој процент беше паднат на 55%. 55%, каде што младите луѓе веќе го намалиле процентот и во довербата, и во општеството, и во условите го намалиле процентот дека условите во кои што ги изведуваат наставата не се според нивните очекувања. Доаѓаме до 15 годишната возраст, каде што веќе на 30% од испитаниците, од учениците има одговорено дека воопшто не се задоволни. Така да, прво пред се, би требало коренито да се направи трансформација на образовниот систем, на образованието, каде што мислам дека од голема важност воведување на сеопфатното граѓанско образование, пред се, каде што младиве деца уште од мали нозе би научиле корените на политичкиот систем и на општеството во кое што живеат, колку е важно нивното граѓанско учество, колку е важно нивниот глас и пред се колку е од колкава важност е нивната критичност, за да може да критикуваат, и само критичноста, за да се само критични спрема себе. Мислам дека само на тој начин би успеале нешто да образуваме идни генерации кои што би можеле да очекуваме било какви промени.
Гледајќи кон иднината, гледајќи нанапред од сега, кои се, да речеме, главните цели за МОДОМ за, не мора да се за следните неколку години, ама што планирате во најблиската иднина? Во најблиската иднина дефинитивно од голем план ни е и од голема помош и важно за нас ми било да нашите гласови се слушнат внатре во институциите. За да биде тоа возможно, првенствено ние треба да имаме луѓе кои што ќе бидат веќе влезени внатре, кои што би го пренеле нашиот глас. Се без тоа мислам дека не би успеале во било какви планови идни, поради тоа што уличниот и граѓанскиот активизам надвор од институциите не е ист. Кажи ми, Александар, како планирате и зошто е важно за вас и како планирате да ги интегрирате младите или да имате глас на младите, не само во дом, туку и генерално, за да може тој глас да биде слушнат и во партиското лидерство, но и генерално во креирањето на политиките? За нас не само како младите, само за младинските прашања, туку исто како и за човековите права и за граѓаните кои што живеат на работ на маргините. Многу е битно за нас да продолжиме по истиот тер како што имаме сега во моментот, да имаме представник внатре во парламентот, каде што кој ќе ги пренесе нашите гласови и нашите идеи внатре во институцијата, поради тоа што само на тој начин ние ќе бидеме слушнати од институциите кои што треба да ги направат потребните промени. Кој совет би го дал на младите луѓе кои што сакаат да се вклучат во политика? Или можеби ако се навратам наназад, да те навратам наназад, кој совет би го дал на Александар пред 13 години, кога размислувал за вклучување во политика, што би му советувал од денешна перспектива на младиот Александар? Па, од денешна перспектива би му советувал да не размислува. Уште во тоа време, да не чека толку долг период, поради тоа што од огромна важност е кога искрено пристапуваш со искрени намери и честни дека можеш да направиш некакви си промени, дека гласот на младите дефинитивно е слушнат, посебно во партијата Дом, поради тоа што стварно, пак ќе го повторам тоа, дека стварно имаме огромна поддршка од матичната партија, од сениорите, кои што за сите наши проблеми не имаат слушнато, разговарано и сме нашле некаков си решенија и предлози и идеи кои што изгледа понатаму до конечна реализација. Таму тоа младите си се собираат, не. Сега не знам каква е ситуацијата у другите политички партии, но лично за кај нас можам да кажам дека сме далеко од тоа. И за тоа огромна благодарност до претседателката и до сите до членови на извршниот и на управниот. Можеш ли да ми споделиш лична приказна или некаков клучен момент кој што те довел до некое големо искуство или нешто што многу си научил од такво искуство, а поврзано со МОДОМ? Што смени тоа кај тебе? Многу работи. Сега стварно не знам од каде да почнам, но дефинитивно ајде ќе го споменам делот од... Една убава лична приказна, раскажи ми. Лично што тебе ти влијаело? Лично врз мене што има влијаено, не лично врз мене, туку лично како од председател на младинската организација на Дом, е дефинитивно што у последниве 2-3 години го рестартиравме од почеток со работката со Балканските зелени, каде што врз основа на нашето членство во ФИЕК, во Federation of Young European Greens, каде што веќе од минатава година направивме стратегија на последниот состанок за неколку клучни прашања кои што се битни за целиот Балкански регион. Не се битни само за Македонија, не се битни само за Србија, за Хрватска, за Бугарија, за Грција, туку генерално проблеми кои што не засегаат целиот регион тука. И така на ваков опуштен муабет дојдовме до муабет дека единствено нашто не спојува најбрзиот транспорт помеѓу државите, тоа се железничкиот сообраќај, возовите кои што не функционираат. Така да многу и од сениорите во нашата партија како онака добро ќе го истуркате тоа, ќе направите сигурно некоја пресконференција, ќе се соберете, ќе помине вака онака, ќе се сликате, ќе објавите на социјалните медиуми, тоа толку ќе биде, но го покажавме тотално спротивното. Од минатава година почнавме од Црна Гора со подмладоците на политичката партија УРА, летен камп каде што го развивме прво детално, малку подетално навлеговме во проблематиката и во проблемот. И секоја држава си доби да, како домашна задача, детално да ги испита проблемите со кои што се соочуваат железничкиот сообраќај и во каква состојба е во моментот.
Од тогаш, после неколку месеци пак се застанавме во Хрватска, во Загреб, каде што разговаравме пак на таа тема, ги сумиравме резултатите како што беше и последното што беше во Скопје, каде што ги презентиравме првичните резултати од нашите истражувања, во каква ситуација е железничкиот сообраќај на Балканот, во секоја држава поединечно. И сега, баш сега пред да влезам, се договоривме на 15 јуни во Подгорица исто ќе продолжиме да го дореализираме целокупниот план, што мислам дека до крај на оваа година треба да излеземе со детални анализи како што, до каде сме, до како сме и со какви предлози би пристапиле секоја зелен подмладок од регионот спрема својата политичка партија и пак ќе кажам и пак е битно тоа што ќе го презентираме да биде пренесено внатре во институцијата. Така да еве во најбрз период, тоа и во моментот што работиме, тоа ми е едино однака фасцинантно, кое што никој не очекуваше дека толку детално ќе навлеземе во тој проблем и дека го разработиме до крај, но ете, стигнавме до некаде. За крај, едно лично прашање. Што ти смени тебе лично, кај тебе, како човек, како карактер, политиката? Што те научи? Лично, јас не можам да кажам дека нешто ми има променето. Не зборувам за подобро, зборувам. Нит за подобро, нит за полошо. Мислам дека сепак со истиот ентузијазам навлегувам и ден денес, со искрена желба за да направиме и да оставиме нешто подобро на идните генерации. Така да мислам дека од претходно до сега можеби само желбата за борба е поголема. Дека може да се направи нешто подобро, само со искрени заложби и со макотапна работа. Зошто младите да станат членови на партија? Зошто младите да станат членови на партија? Но да станат членови на младинската организација на Дом од причина поради тоа што нивните гласови ќе бидат слушнати, нивните идеи ќе бидат слушнати, нивните проблеми ќе бидат слушнати и заедно ќе најдеме решение или некако вид на решение за проблемите со кои што се соочуваат секојдневно. Добро, ти благодарам, Александар. Благодарам, Огнен. Ви благодарам за вниманието, повеќе во друга епизода.